Земјоделска манифестација за промоција и користење на сертифициран семенски материјал во производство на житни култури деновиве се одржа во Новоселјане. Ден на полето за житни култури традиционално е во организација на Друштвото за земјоделско производство Клечовце и земјоделската задруга Агростарт. Со одбир на соодветните сорти, примена на современа агротехника, употреба на современи препарати од реномирани и докажани европски производители и современа механизација го правиме вистинскиот избор, рече пред присутните сопственикот на трговско друштво Клечовце и Агростарт Бубе Трајковски. Тој им порача на производителите дека во новонастанатите услови треба да се зголеми домашното производство. За да може да производуваме во новонастанатите услови, ние во нашето производство на површините на трговско друштво, Друштво за земјоделско производство Клечовце, ги сменивме старите навики и тоа во поглед на одбир на минерално ѓубриво, врз база на анализа на почвата, во кој период да се користи, одбир на соодветна сорта, квалитетен сертифициран материјал од категоријата основен или предосновен. Потоа запазување на оптимален рок за сеидба, бидејќи науката вели се може да се надомести, само оптималниот рок на сеидба не може. Исто така, треба да се употребат препарати со докажан квалитет, тука се фунгициди и инсектициди, кои што се користат за заштита од болести, инсекти и многу е битно тие да се применат во прав момент кога е потребно. Потоа во пролет исто така ни доаѓа една многу важна операција, значи треба да се изврши прихрана на житалиците со азотни ѓубрива и треба да се планира која количина ќе се примени. Деканот на земјоделскиот факултет при Штипскиот универзитет Љупчо Михајлов им порача на земјоделците редовно применување на сите агротехнички мерки и висококвалитетни репроматеријали за поголеми приноси. Собственикот на земјоделската компанија го истакна и нивниот успех се должи највеќе на правовременото, квалитетно и соодветно управување со земјоделските површини. Ги спомна сите тој и агротехнички мерки, на кој начин и со оваа механизација што ја гледате како погонска, така и приклучна пред вас ги прават и затоа се должи нивниот голем успех на ниво на нашата држава. Но, сепак има и друг фактор, тоа се условите на годината. Ние пред 12 дена бевме во склоп на редовната контрола на семенските посеви во смисла на здравствена контрола и стручна контрола. Состојата беше алармантна и загрижувачка. Имаше многу голем недостаток на почвена влага. Но благодарение на дождот што заварна пред повеќе од една недела, состојбата веќе вие, повеќето од вас сте ја виделе денес, е сосема друга и ветува некоја солидна жетва. Вјекослав Танасковиќ, декан на Факултетот за земјоделски науки и храна при УКИМ Скопје, истакна дека во услови на климатски промени и економска криза треба уште повеќе да се даде акцент на земјоделството, односно на обезбедување квалитетна и безбедна храна за граѓаните. Нашите анализи и симулации кажуваат дека до 2100 година температурите ќе се зголемат, зборуваме за просечната температура во месец јули, за 10 степени Целзиусови, а врнежите ќе се намалат за околу 47%. Што сериозно, ако се остварат овие симулации и прогнози, сериозно сигурно ќе влијат уште толку на овој, за жал, недостаток и сега што го имаме. Неко нашата држава знаете дека иако е богата со водни ресурси, за жал тие не се правилно и просторно временски распределени и затоа мерката на наводнување е една од најзначајните во земјоделското производство. Со зголемување на приносите и на квалитетот на житните култури, полиоделскиот сектор во Македонија ќе стане поконкурентен на домашниот и иностранскиот пазар, потенцираат надлежните.